Добар, убав и среќен ден, драги наши пријатели што не очекувате секој ден во истото време на фреквенцијата на Алфа телевизија. Ние веруваме дека сте во добро здравје, добро расположение и секогаш сме заедно со вас, ние и вие, за новиот рецепт на денот. Голем поздрав од етноселото Златно Буре Кучково и за денешниот ден ќе ви направам една царска чорба. Но, зошто се вели царска? Затоа што ја јаделе царевите, така богата, се имало внатре. Но и ние имаме право да ја јадеме. Зошто? Затоа што секој од нас е цар или царица на свој собствен начин. За да ја направите оваа чорба, а знам дека ќе ве воодушеви, прстите има да си ги излижете и ќе ја правите стално, откако еднашка ќе ја направите, и дека ќе ви се сладат сите кои што ќе ја пробаат. Ќе ви биде потребно една главица кромит. Пред да почнам всушност да набројувам, да ви кажам дека немаме пржење, нема ништо, здрава работа, се вари и после така. Имаме една главица кромит ситно насечкана. Една китка Макдонос ситно насечкана. 3 до 4 супени лажици или рендано кашкавалче, овчо некое тврдо или пармезанче. 4 јајца. Половина целер, главица од целер и половина пашкана, ситно насечкани. 2 до 3 супени лажици презла. Една пиперка ситно сечкана, еден морков ситно сечкан, една коцка за да направиме бујон од зеленчук, мислам да го зајакне мирисот, да го потенцира од целиот овој зеленчук, 3 до 4 чешниња лук, малку бибер и малку сол, маслиново масло и литар и пол вода. И еден лимон на самиот крај, кај што ќе ставиме и кора од лимон во оваа чорба и ќе ставиме сок од лимон. Јас веќе имам половина литар вода во тенџерето и сега ќе го ставам кромидот со целиот зеленчук да си се вари. Така, кромидот, пашканатот и целерот, ние ги ставивме заедно. Морковот, пиперката, лукчето, коцката за супа од зеленчук, малку сол ке ставам, половина кафено лажиче бибер, гледате дека немаме потреба од многу зачини, затоа што во чорбата има многу зеленчук. И 3 до 4 супени лажици маслиново масло. Ете така, сега сето ова нека си се вари. Кога ќе омекне зеленчукот, јас постепено ќе ја додавам останатата количина на вода. Значи, точно за оваа доза, литар и половина ќе ви треба. Промешувам се и оставам да се свари. Може би ќе требаат 20 минути. Останете со вкусот на традицијата.
Еве, поминаа 20 минути. Да пробам прво. Да видам што треба да додадам. Леле, каков вкус! Добитна комбинација, значи каков вкус на овој прекрасен македонски зеленчук. Сега ја додавам и остатокот од водата. Налевам. Така. Ако евентуално видите дека е она многу густа, можете да си имате уште малку вода настрана. Затоа што зеленчукот е добро сварен и на сол колку е погодена, значи таман колку што треба. Сега што ќе направам? Земам, ги кршам јајцата. Четири јајца ќе ги изматиме со презла и со пармезан. Или доколку немате пармезан, ставете овче кашкавал, како што ви кажав. Така, ја земам вилушката, ги матиме јајцата и потоа со лажичката малку по малку ќе ставаме во чорбата која што веќе врие. Ете така. Ја ставам презлата внатре. Така. Пармезан ќе ставам. 3 до 4 супени лажици. Тој се става колку да замириса. И чорбата ќе добие таква една убава миризба, да не можете да се тргнете од чинијата. Доволно е. Така. Еве, сето ова ќе го промешам. Убаво ќе го изматам. Значи, да повториме, во составот на чорбата имаме пиперка, кромит, целер, пашканат, морков, лук. Сега само да зоври и остатокот од водата и веднаш преминуваме на следната акција. Во меѓувреме, можам да нарендам малку кора од лимон. Директно во тенџерето. Јас сум ставала, да ви кажам, кора од лимон во многу колачиња, но не и во чорба. Ова рецепта е токму таква и верувам дека ќе биде на вистина нешто посебно. Доволно е, а потоа ќе го исседам лимунот. Така. Овдека не ставаме сол заради тоа што имаме доволно во пармезанот, но ќе видиме кога ќе се спои со чорбата, дали ќе треба уште малку да додадеме. Еве, ја почнува да врие, значи треба убаво да врие за да го додадеме ова што е. Сега ќе видите на кој начин. Додека чекам убаво да зоврие, да го искористам времето да го исцедам лимонот. Така. Потребен ми е сок од еден лимон.
веќе почнува. Можам да го ставам сега лимонот. Така. Ставам Макдонос после. Еве, почнуваме сега. Малку по малку црпам од ова зајре што го подготвив. Каков мирис! Леле, убавина. И оваа чорба се јаде, значи, од ринглата директно на трпезата. Така, токму ова треба да се добие, да има како партали во цела чорба. Сега додавам Макдонос. И забавата може да почне. Сега ќе оставам да проврие не повеќе од 5 минути. И чорбата е готова. Само уште ќе пробам за сол. Уште малку сол и уште малку бибер. И готово е. И ќе му додадам уште малку маслиново масло. Така. И тоа е тоа. Се гледаме, драги гледачи, со вас на трпезата. Кога ќе ја пробаме оваа прекрасна чорба. И повеќе не мешаме, оставаме така. Може она ќе си врие затоа што е загреана ринглата. Ете така, сама да си се излади додека ја принесеме, тоест да стивне. Доволно, таа уште 5 минути додека ние ја поставиме трпезата, ќе биде доволно. Супер! Еве, драги наши гледачи, нашата царска чорба за сите цареви и царици овде е подготвена. Да ви кажам како убаво мириса и да ви кажам ова комплетно дури цел оброк излегува. А вкусот, целер, пашканат, пармезанче, еве чади. Убавина. И посебно, еве, си подголтнувам, вкусот на ренданата кора од лимон. Леле! Фантазија, како вкус. Да ви кажам, сама се лизга надоле.
толку е многу вкусна, како можеше, значи прекрасен рецепт, браво. Да си ја стоплам душата од убавина и од овој вкус. Направете и вие и уживајте во вкусот на царската чорба. Драги мои, знаете како велат, не е важно колку имаш во джебот. Важно е колку имаш во срцето. Затоа што животот се наплатува, но кусур не враќа. Довидување до следната емисија.